Сместена во Свети Николе, на локација од каде се надгледува целиот град, се наоѓа црква посветена на заштитникот на градот, Светиот Никола. Црквата денес е поделена на два ката. Во долниот дел е остатокот од старата црква, изградена во 19 век. Црква во чија изградба било вклучено целото население на градот Свети Николе. Иконите и фреските во неа се дел на прославената Охридска школа. Олтарот пак е посветен на светиот Прохор Пчински. Горниот дел на црквата е изграден врз темелите на старата црква, а темелите биле осветени на 25 октомври 1983 година од архиепископот Охридски и Македонски господин Ангелари. Храмот е осветен и завршен 7 години по почетокот на повторната градба во 1990 година. Олтарот во ново изградената црква е посветен на Светиот Никола. Се наоѓаме во храмот Свети Никола во Свети Николе, кој е изграден, односно поставени се темелите во 1983 година, се градеше 7 години и во 1990 година е осветен и од тогаш наваму редовно богослужиме света литургија. Постоеше стара црква кој сега има дел од неја останато. Фактички овој храм кај што се наоѓаме е надградба на стариот храм кој беше исто така посветен на Свети Никола, меѓутоа бидејќи се два престоли горе и доле, со преосветување на стариот храм долу Свети Никола, со преосветувањето се постави и се преосвети, односно престолот кој именуваме со одлука на архиерејот, посветен на Свети Прохор Пчински. Бидејќи Свети Прохор Пчински нели е од овој крај да му дадеме почит на светителот, затоа е долната црква Свети Прохор Пчински. Како што кажува и името Свети Никола, славата на храмот е на 19 декември, на празникот на Свети Никола, кога со свечена литургија и многу верници се одбележува денот. 19 декември одбележуваме го како прво нели со света литургија, а потоа и со славски сечење на славски колач со многу верници од тука и од страна. Долниот дел на црквата, каде олтарот е посветен на Светиот Прохор Пчински, датира од 19 век. Зачувани се најголем дел од иконите на голем број светци, меѓу кои и на Светиот Никола. Посветувањето на олтарот на Свети Прохор Пчински е почит кон светецот, кој според неговото житие потекнува од овчеполието и обновување на поклоничкиот пат кој водел до манастирот Прохор Пчински. Се наоѓаме во старата црква, како што каже отецот, престолот овде е посветен на Свети Прохор Пчински. Во оваа црква представува вистински символ за градот Свети Николе или градот на Свети Никола, градот Свети Никола, единствениот град со име на светец во Република Македонија. Црквата била изградена во 1847 година, на средината од 19 век. Сите стари градски фамилии, целиот еснав, сите учествувале во изградбата на црквата. Дел од луѓето кои што не можеле да помогнат со финансиски средства, помагале со работна рака, помош, со чистење на местото и така натаму. Иконите кои што се наоѓаат овде представуваат вистински ремек дела на старите мајстори од 19 век. Може да се забележат прекрасни уметнички представи на многу светци, како и на светецот на кој што првобитно било посветена оваа црква, Свети Никола. Она што е интересно е дека споменот за Свети Прохор Пчински, Свети Прохорија од село Ерџелија, како што според неговото житие го и Марко Цепенков прераскажува во 19 век, во житието на Свети Прохор пишува дека бил роден од благочестиви родители Јоан и Ана или Јоан и Марија од селото Ерџелија во Овче поле. Она што е интересно и е важно е што се повторно врати значењето во Овче поле на светецот Прохор Пчински, затоа што староседелците овде уште памтат дека уште од памтивек ние сме имале аџиски пат од овде до манастирот Свети Прохор Пчински, култот на пустиножителите. При многуте бројни реконструкции и обновувања при градежните работи се наишло на ископини кои според археолозите припаѓаат на стара црква од раното христијанство, што само потврдува дека на овие простори постоеле христијански храмови многу одамна.
убаво е да споменеме дека во 2011 година, кога се правеа заштитни градежни зафати околу и во оваа црква за заштита од влага, дренажа и т.н. Непосредно до црквата беше откриен свот од нешто што наликуваше на рано христијанска базилика и неколку артефакти кои беа прибрани во Народниот музеј во Свети Николе. Она што луѓето кои беа присутни овде тогаш го потврди и го кажа е дека тие артефакти биле од 4 век од нашата ера, па тоа е само уште една дополнителна потврда на онаа приказна што цело време ја прикажуваме за градот на Свети Никола, дека овде христијанството било постоело уште од памтивек, па затоа ни потврдуваат не само традицијата на старите цркви од 19 век кои биле градени врз темели на постари цркви, туку и остатоците од црквите од среден век, но и како што споменав рано христијански базилики. Сосема веројатно е дека овде црква постоела не во средниот, само во средниот век, туку многу одамна, и дека денешно Свети Николе бил огромен и главен центар дури во дамнешните времења на големата Јустинијана Прим. Овчеполието и Свети Николе се навистина територија со богата историја, а црквите и манастирите се секогаш најдобриот показател за вековната христијанска традиција со која може да се пофалиме како нација.